Добар ден. Набрзо, Никола Груевски, на еден друг начин и не од оваа зграда позади, ќе мора да даде отчет за сите над 3000 дена во кои што е премиер на Република Македонија. Тоа ќе биде вистинскиот отчет во кој што Груевски ќе мора да проговори како секојдневно ја разоруваше македонската економија и држава, како го осиромашуваше народот, а ја богатеше својата родниско-партиска криминална олигархија. Сите негови фалби, искажани вчера, се веродостојни колку и веста за посетата на вонземјаните во Македонија. Иако ова второво навистина е поверојатно. А еве што е реално. Македонија бележи најголеми стапки на раст во Европа, но само во халуцинациите на Груевски. Вистината е дека просечната стапка на раст е помала од 2%, потврдено од Државниот завод за статистика. Со ваква стапка на раст, невработеноста едноставно може да се намалува ако луѓето се иселуваат, се бришат како бројки, се убиваат или за жал се самоубиваат. Тоа се последиците од 9-годишното функционирање на хибридниот режим на Никола Груевски. И покрај сите иселувања, намалувањето на просечниот животен век, загинувања по сообраќајници низ Македонија во последниве 9 години, граѓаните кои останаа да работат во оваа држава имаат најниски плати во Европа. Пониски и од Босна и Херцеговина, Косово и Србија, каде што 10 години се војуваше. Секако, најголем апсурд во тврдењата на Груевски се странските директни инвестиции, како онаа на субрата Рој, например, што може да се види каков бенефит да ги почувствува само Никола Груевски и неговата олигархија. Набргу, како и многу други работи, на виделина ќе излезе сите договори со странските инвеститори кои што денеска се чуваат како најголема тајна. Тогаш ќе се покаже дека всушност со парите на граѓаните на Република Македонија инвестира во странските инвеститори, а не дека тие инвестираат во Македонија. Дали во голем дел од нив не се крие огромна корупција од страна на владините функционери? Македонија има најниско ниво на странски инвестиции, а во тие инвестиции платите се помали и од оние во африканските земји, Пакистан или Бангладеш. После 9 години не изграден ниту 1 километар автопат и руинирање на постоечките, Груевски зборува за изградба на 3 автопати. Под негово владење Македонија стана слепо црево. Поради Груевски, коридорот 10 веќе не постои на европските мапи. Но знаеме дека тоа не го загрижува. На Груевски и на фамилијата единствено им е важно како да не се расчисти случајот кеш во актор и шемата за излекување пари кон нивните офшор конта слободно да може да продолжи. И конечно, мораме да признаеме на Груевски дека е шампион во нешто. Тој заедно со својот кум Ставревски ја задолжи оваа држава за рекордни 4,2 милиарди евра. И под предпоставка дека во Македонија живеат 2 милиони граѓани, а не се толку. Со нивната расипничка и коруптивна политика, секој новороденче во Македонија доаѓа на овој свет со долг од 2100 евра. Или за појасно, сите оние кои имаат среќа да се вработени во оваа земја, со својата бедна просечна плата од околу 300 евра, треба да работат цели 17 месеци и при тоа да не трошат ништо, ниту за себе, ниту за своите семејства, за да го вратат долгот што им го натоварија на врат со своите подписи Груевски и неговите најблиски соработници. Да беше се во државата како што тврди Груевски, немаше 450.000 луѓе да ја напуштат Македонија. Рете Груевски самиот да се праша во кој свет живее. Благодарам, поведете прашање. Груевски вчера спомена дека е подготвен за повторно почнување преговори за наменување на политичка криза, меѓутоа како што рече на принципиелна основа. Точно така, принципите веќе ги соопшти Социјалдемократскиот сојуз уште пред неколку месеци. Во оној момент кога ќе биде спремен да разговара за сите тие тези на Социјалдемократскиот сојуз, што е принципиелно,
во тој момент ќе може да продолжат или да започнат разговорите и преговорите. Принципиелно е да бараш да граѓаните на оваа држава гласаат на слободни, демократски и фер избори. Принципиелно е да бараш медиумите да бидат слободни. Принципиелно е да бараш да државата и партијата да не бидат подеднакви. Во колку Груевски се согласи на вистина и искрено со овие принципи, тогаш и само тогаш ќе можеме да преговараме. Ако на вистина принципиелно се залага за демократизација во Македонија, од што се плаши Никола Груевски техничка влада да ги спроведе изборите? Ще едно прашање, како коментирате апсењето на ваш висок функционер Комаров? Не коментираме, немаме никакви сознанија. Ако некој се огрешил од законот, тоа се негови лични работи. Не станува збор за политика на социјалдемократскиот стој, станува збор за индивидуалци.